На 23 март годинава планинарскиот клуб Љуботен одбележа 92 години од своето постоење. Како денешните планинари се потсетија на оние кои што ги удрија темелите на овој клуб најстар во Република Македонија, на кој начин се вклучувате во одбележувањето на овие повеќе од 9 децении постоење? Секоја година на 23 март, кога е роденденот на клубот, ние членовите на клубот се собираме во просториите на планинарскиот клуб Љуботен и прославуваме, евоцираме спомени за она што било претходно и како се случило. Оваа година немаше некое големо помпезно одбележување, тоа го очуваме за 95 години од прославата, каде што планираме во тек е изработка на монографија за планинарскиот клуб Љуботен, кој што нели потребно е време да се изработи таа монографија, така да тоа го планираме на 95 години. Со секоја планинарска тура, кога се движиме во овој период, посебно во март месец, кога се движиме на Шара, се сеќаваме на првите почетоци, затоа што 1925 година започнува организираното движење на планинари од Тетово, се формира планинарскиот клуб Љуботен, има и прва управа која што е во планинарскиот клуб Љуботен, тогаш било планинарско друштво Љуботен. И од тогаш наваму започнуваат сите активности кои што се поврзани, кои што се поврзани со Шарпланина и кои што денес ни го даваат она што сега го имаме во моментов. Тоа е една традиција која што треба да се продолжи, да се негува. Тоа е еден момент кој што треба да се чува, затоа што е значен не само за членовите, не само за градот Тетово, туку и за Македонија, затоа што е нели најстар активен планинарски клуб Љуботен кој што опстојува 9 децении. И секако дека движејќи се нагоре ги споменуваме првите искачувања кои што ги правеле тогаш, кои што можеби биле и незначајни, нели во одгледано од сегашна точка, но сепак за нас се доста значајни. И сите оние активности кои што членовите во тоа време ги организирале и ги превзеле како првите градби на првите планинарски домови, кои што и ден денес е планинарскиот дом Љуботен, кој што изграден 31 година, ние еве веќе после толку години пак го стопанисуваме, пак работиме, го обновуваме, ја зачувуваме традицијата, стариот изглед како што бил на домот и сето тоа ја прави она богата историја на клубот, на градот, на Шарпланина, на Македонија. Со првите убави пролетни денови, иако вие и во текот на годината се искачувате по планините, но во овој период имате сигурно и повеќе членови кои што тргнуваат со вас кон планините. Што би им препорачале на сите љубители на планината, како да ги искористат овие пролетни денови во делот на планинарењето? Обично почетокот на пролетта е нели будењето кај сите, не само во природата, така и кај сите нас. Поголем дел на луѓе почнуваат да стануваат активни, иако нели клубот во текот на годината и во зимскиот период има активности кои што и се движи на планина, но некако по традиција во овој пролетен период повеќе луѓе почнуваат нели од локалци кои што не се нели да кажем и членови, туку сакаат чисто онака да се движат во природа, почнуваат да доаѓаат на планинарските активности кои што ние ги имаме и не само нашиот клуб, нели, туку и клубовите кои што се во Тетово. Така да една препорака, значи бројот е убаво се зголемува, добро е да има планинари на Шара, добро е да има планинари во Тетово, добро е да научиме во Тетово да се движиме во планина, затоа што имаме огромна традиција и сите планинарски клубови кои што функционираат во градов се отворени за членови, така да кој што сака може да се зачлени во овој клуб, во овие клубови. Една препорака, подобро да се движите со планинарски клуб отколку да се движите сами во планина. Значи тоа јас го имам научено лично во планинарскиот клуб Љуботен, така да го препорачувам тоа и до сите други, сите оние кои што сакаат да се движат, имаат желба да почнат да идат во планина, нека станат членови на еден од клубовите во Тетово, затоа што со тоа ќе научат, ќе бидат побезбедни пред се, а и ќе научат работи кои што нели со сите тие членови кои што веќе имаат искуство, ќе научат да се движат во планина, да ја приемаат планината онака како што треба. Така да ето еден апел и повелете сите на Шарпланина. Следна активност на планинарскиот клуб Љуботен е на 9 април, тоа е искачување до Богомилско езеро, една атрактивна планинарска тура пешачка која што ќе се движи од Ново село кон
ова кон Богомилско езеро, така да еве еден отворен апел до сите оние кои што сакаат да почнат да се придружат и да се движиме заедно по шара. Дали покрај овие организирани тури имате и викенд тури, викенд посети надвор од Тетово? Секако дека има. Имаме доста пријатели како планинарски клуб кој што е со години присутен на Шарпланина. Имаме доста пријатели, односно планинарски клубови со кои долгогодишно соработуваме и во овој период, можеби не толку, но во зимскиот период многу голем број на гости, посебно од Србија, од Хрватска, доаѓаат на Шарпланина, затоа што сепак условите тука во Шарпланина во зимскиот период нуди услови кои што во нивните места не толку ги има, така да доаѓаат, ја посетуваат Шарпланина. Во овој период не толку, ќе почне нели откако ќе започне периодот со искачувањето на Титор традиционално, така да гостите постојано сме во контакт и како планинарски клуб одиме исто на други планинарски посети тури каде што не покануваат, а каде што нели на тие посети се разменуваат мислења и искуства, така да после тие состаноци кои што се одвиваат таму, планинарите од другите страни веќе знаат каде и кому да се упатат кога треба да дојдат, посебно во регионот на Шарпланина. И кога ќе дојдат планинарскиот клуб Љуботен е тука со сите оние совети, но и обележани патеки за безбедно стигнување до посакуваната дестинација.